Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Рингу и Бату внимателно гледаа како белиот тугинец го закачува кабелот од кутијата на джипот. Потоа беше поставено бело платно. Сето тоа беше направено прв пат за луѓето во малото индиско село. Никогаш порано немаа видено филм. Бог ве сака сите. Го испрати својот единствен син во светот. Неговото име е Исус. Стана човек, како што сме ние, но без грев. Бог го мрази гревот и го казнува со смрт. Но Исус ја зеде таа казна доброволно врз себе и умре на крстот на наше место. Потоа Бог го воскресна од мртвите. Верувајте во Исус. Тогаш ќе бидете спасени и ќе имате дом на небото. Филмот заврши. Панду отсвири песна на малата органа и секој кој сакаше да разговара со Сахиб Груб, остана. Сахиб, колку долго ќе останеш со нас? Сакам да слушнам повеќе за твојот Бог. Утре ќе одиме до следното село, но сигурно ќе се видиме пак. Рингу и Бату требаше да одат дома. Но органата покрај джипот, дали ќе ги види некој? Брзо како молња ја зедоа кутијата и исчезнаа во темнината заедно со инструментот. За скривалиште ја избраа старата колиба. Ноќта беше многу стресна за нив. Не само поради нивната лоша совест, туку и затоа што требаше да ги чуваат нивите од хиени. Месечината силно блескаше. Бату, нешто мрда таму. Тигар! Сигурно беше тигар. Видов како му светкаат очите. Го сонуваше ли? Не, го видов на вистина. Следното утро во селото се зборуваше за страшната вест. Тоа беше тигар. Тигар човекојадец. Што? Кога? Каде? Во соседното село еден човек бил растргнат од тигар. И ние го видовме тигарот. Луѓето беа вознемирени и избркани, сето дека еден стар ловец не ја кажа својата добра идеја. Најдоброто нешто што треба да се направи е да се заколе бик и вечерва да се остави неговиот труп покрај поилото. Ке се качиме на големото дрво, наоружени, и ке наблюдуваме. Тигарот ке биде привлечен од крвта на бикот и кога ке дојде и почне да го јаде бикот, ке го убиеме. Рингу, ќе дојдеш ли заедно со нас? Потребен ни си. Рингу беше горд што беше избран да лови со нив, но беше и исплашен. Ловењето тигар е многу опасно. Би било ужасно ако можете и вие да се придружите во ловот во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!